Добар ден. Моето име е Виолета Радулова, наставник по физичко и здравствено образование при Основното училиште Стив Наумов, Скопје. Денешен тема ќе ни биде македонско народно оро. Македонските народни ора се традиционални танци кои се неопходно важни во македонскиот фолклор и музиката и традицијата. Тесно се поврзани со народните ора од соседните држави, имено Грција, Бугарија, Србија, Албанија, но поради музичкиот мелос добиваат ендемична карактеристика конкретно на регионот Македонија. На територијата на Република Македонија, пак зависно од стилот, кореографијата и обичаите поврзани со нив, македонските ора се делат во 5 регионални групи. И тоа: северни ора, источни ора, западни ора, јужни ора и југозападни ора. Според содржината и кореографијата, македонските народни игри, песни и музика можат да бидат обредни и световни. Од обредните игри ќе ги наброиме следните: додолските, лазарските, коледарските. Во световните игри спаѓаат тие што се поврзани со животот и работата на нашиот народ, и тоа како што се борбените, свадбарските, жетварските, љубовните и многу други. Ората имаат и карактеристики што се манифестираат и во разнообразноста и богатството на движењата и ставовите во играњето. Тие може да се или отворени или затворени, а играчите се држат за раце, за рамења, за појасите, под рака или со рацете свртени надолу. Сите играат на ист начин, освен челниот играч и последниот играч, кои смеат да изведуваат додатни чекори и движења. Ората обично се вијат надесно, но има и такви што се вијат и налево. Македонските ора изобилуваат со кореографските движења, како полусвртување, клекнување, подскокнување, подрипнување, трусање, вртен чекор, страничен чекор, играње на колена и многу други движења. Исто така, многу ори имаат и промена во ритмот, обично менувајќи се од побавни со побрзи песни. Ората најчесто се придружени од народните инструменти, како што се гајди, зурла, тапан, кавал, табарука, дајре. Денес ние ќе имаме изведба на македонското оро, или така наречено право. Почетната позиција е кога учениците се поставени во полукруг, еден до друг, со слободно спуштени раце. Лицето е свртено кон центарот на кругот. Тежината на телото е на левата нога, а десната е благо ја допира подлогата, подготвувајќи се за почетен чекор. Телото и погледот се свртени полудесно, при што се изведуваат 3 чекори. После третиот чекор, телото се врти кон центарот на кругот. Левата нога се испружа нанапред, тоа е веќе четвртиот чекор, а потоа и десната нога, или така наречен пети чекор. Па повторно се повторува овој циклус одново. На следното видео погледнете комплетната изведба на македонското оро правото. Во продолжение ќе имате можност да го проследите видеото во кое има македонско право оро. Благодарам на вниманието.